Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Зошто? Бидејќи ви имате право да знаете вистината. Гостинот на вечерта е Иван Пернар. Ко пред 5 години го имавме првото интервју со господинот Пернар, јас го најавив како некоја нова, млада верзија на Војслав Шешел, без разлика на падовите или те издигнувања кои ги има неговата кариера. Господинот Пернар ги има сите атрибути, сите предпоставки да биде голем политичар, да биде некаква мешавина на Доналд Трамп, на Војслав Шешел или на Салвини во Италија. Ако обстои во политиката, и ако овие нови интернет генерации кои сега му се следбеници дојдат во фаза на гласање, тогаш Иван Пернар сигурно ќе направи одлична политичка кариера. Меѓутоа, без разлика на се, пораките кои ги праќа Иван Пернар се исклучително и контраверзни, и точни, и погодуваат во Центар. Затоа снимаме интервју со него. Кој денес владае со Европа? Европom vladaju tajna društva, a tajna društva ne vladaju zato jer se oni sastaju u tajnosti, već zato jer kontroliraju financijski sustav. Во Македонија, например, не би се согласиле со вас, бидејќи пред неколку недели Македонија не доби датум за преговори или отпочнување на преговори со Европската унија. Во Македонија имаме чувство дека со Европа владае Макрон или председателот на Франција. Macron, Merkel i svi ti drugi tehnokrati su samo lutke na koncu bankarskog sustava. Znači, Macron danas je, sutra nije. Znači, samim time jasno je da vlast nije u njegovim rukama. Teorija jedna, politička, kaže da svaka vlast teži kontinuitetu. Čim vi vidite da se vlast stalno smjenjuje, da se mijenja, jasno vam je da ta vlast nije stvarna vlast, već je to lutkarska predstava. Меѓутоа, Европа се наоѓа пред одреден ремонт. Велика Британија ќе излезе. Македонија влегува, да, тоа е соодветна компензација за излегувањето на или на Британија од Европска унија. Меѓутоа, се руши еден модел кој постоеше 25 или 30 години. Велика Британија најава дека ќе излези. Како ќе излези, кога ќе излези, тоа е прашање или на техника. Меркел најавува политичка пензија. Макрон, кој ги изгуби пред 7-8 месеци изборите, европските избори во Франција, сега сака да се наметне како клучна фигура во Европската унија. Mislim da svi političari koje gledate na TV ekranima imaju svoj rok trajanja. I kako taj rok istekne, tak se oni miču, dolaze druge glave na njihovo mjesto. Međutim, vidjet ćete da bez obzira na promjenu figura pred TV ekranom, politika ostaje ista. Što znači da nisu te figure vodile politiku, već je netko drugi, a te figure su samo bile glasnogovornici te politike. Znači, ni Macron, ni Merkel nisu državnici, niti oni zapravo odlučuju. Kad bi oni odlučivali, onda bi se njihovim odlaskom mijenjale odluke koje se donose, ali vi ćete vidjeti da se te odluke ne mijenjaju. Например, Макрон пред неколку месеци имаше средба со господинот Путин или со Владимир Путин, кај што рече дека всушност се гледа Европа од Атлантикот па тамо некаде до крајниот исток на поранешниот Советски сојуз или на денешна Русија и остави простор нели за подобри француско-руски односи. Многу мина ово што се случи пред неколку недели со Република Македонија и недобивањето на датум за преговори со Европската унија, всушност го објаснува како одредена кохабитација, одредена коалиција помеѓу Путин и помеѓу Макрон. Како вие би го дефинирале тоа? Ja ću vam ovako reći. Imao sam iskustvo osobno s Rusima i došao sam do zaključka da Rusi gledaju svoj interes. Što u prijevodu znači da za njih mi i naša sudbina, osobna recimo, ili sudbina naše države, ona njih ne interesira. Oni gledaju svoj interes. Što u prijevodu znači da Rusija je samo još jedna sila koja se bori za politički utjecaj. Razočarani su od Rusite? Velite, ste imali lični iskustva? Imao sam osobno iskustvo s Rusima. Mogu reći da sam ja sa svoje strane odradio sve što sam mogao da zaštitim ruske interese. U trenutku kad su oni trebali podmetnuti svoja leđa za mene, nisu ih htjeli podmetnuti. Što u prijevodu znači da njih, po mome sudu, ne vode idealistični neki motivi, nego isključivo korist za njih samih. Znači, nemojte gledati u Rusiju kao zemlju koja je vaš prijatelj, nego gledajte na Rusiju kao na poslovnog partnera koji u bilo kojem trenutku može izaći iz posla kojeg ste imali
i ostaviti vas na cjedilu. Znači, pomoći rubljata i dolarot, u osnova nema razlika. Ne. Gi Svaka движи država, интересот, ги движат тајните друштва, ги движат тие банкари кои svaka стојат država, позади сите нив. svaka država mora težiti tome da ima svoju vlastitu valutu koju ona sama stvara i jednostavno pomagat, ajmo reći, uvijek onu stranu koja je slabija. Znači, Rusija je trenutno slabija od Amerike. Geopolitički. Jest da su jaki jedni i drugi, ali Rusija je ipak slabija. Iz tog razloga mi koji smo između moramo na neki način pomagati Rusiju, ne zato jer mi Ruse volimo, nego zato jer želimo zadržati balans snaga. Jer ako nema balansa snaga, tad ćemo biti američki robovi. Sve dok postoji balans sile, istoka i zapada, mi koji smo između se možemo proglasiti nesvrstanima i reći vodit ćemo svoju politiku. Međutim, kada ne bi bilo tog balansa, kad bi jedna od strana prevladala, mi tad više ne bi mogli voditi svoju politiku. Što u prijevodu znači da sutra Amerika bude slabija od Rusije, a Rusija jača, tad bi mi trebali se, slikovito rečeno, držati ljestve Americi, ali ne zato jer mi Ameriku podržavamo, nego čisto zato da Rusija ne preuzme ulogu koju danas ima Amerika. Например, пред некаде 7 месеци, на православен Великден, има интервју на Пинк телевизија Александар Вучич и дава една формулација која би сакал тука со вас да искоментираме. Тој вели дека во моментот во светот постојат две суперсили. Тоа е Кина и Америка и две големи сили, Европската унија и Русија. Дали вие би се согласиле дека во моментот постојат две големи суперсили, тоа е Кина и Америка? Бидејќи пред неколку недели државниот секретар на Америка, господин Помпео, беше во официјална посета на Република Македонија, кажа две пораки кои се многу битни за македонската држава. Првата порака е добро што енергетски се врзавте со Грција, што ќе во превод би значило дека преку Грција треба да ги правиме сите тие аранжмани околу нафта, природен газ и така натаму. Надам и втората поента која кажа Помпео дека кинеските кредити се коруптивни. Значи не беше испратена порака, внимавајте на кинеските кредити, тие се коруптивни. Се мисли на патишта, на автопатишта, но на железничка пруга која од Будимпешта треба да заврши до Атина. Ja ću vam ispričati sudbinu jednog čovjeka. Zvao se Ian Smith. On je bio predsjednik Rodezije. Rodezija danas se zove Zimbabve. On je vodio manjinsku vladu koju su činili bijelci i protivio se dolasku crnog komunizma na vlast. Tad je to predvodio Mugabe. I tada je on napravio, bio je propagandni poster jedan, na njemu je bila Afrika nacrtana i kineski zmaj. Na taj kineski zmaj je imao, to jest na njemu je jahao Mao Tse-tung sa onim šeširom s petokrakom, ne? I on je zapravo govorio još 70-ih o tome da Kina, odnosno taj sustav njihov, pokušava zauzeti prevlast u Africi. On je govorio zapravo da ta vlada njegova se ne bori protiv crnaca, nego protiv komunizma, odnosno marksizma, lenjinizma kao ideologije. I da ako njegovu vladu sruše, da će jednostavno upravo ta priča, lenjinizam, marksizam plus kineski utjecaj doći na vlast u Zimbabveu. Tada su se, odnosno tadašnjoj Rodeziji, tada su se njemu smijali, svi su govorili Ian Smith je budala, šta on zna, priča čovjek lupa bez veze, međutim sada sa vremenskim odmakom mi možemo vidjeti da se dogodio najcrniji scenarij. Došao je taj Mugabe koji je napravio katastrofu i socijalnu i ekonomsku i humanitarnu u Zimbabveu s tom verzijom svog nekakvog crnog komunizma i vidimo da je sve jači utjecaj Kine u Africi, što znači da je Ian Smith vidio ono što oni koji su ga rušili, to jest njega su sa zapada rušili, nisu njega rušili samo Kinezi. Njega je rušio i zapad, Amerika, Engleska, svi su bili protiv te rodezijske vlade. I sad se pokazalo da je Ian Smith zapravo upozoravao na ono što će se dogoditi, ali mu niko nije vjerovao. Tako često kroz povijest imate ljudi koji vide određene događaje unaprijed, ali im niko ne vjeruje. Sad je, po mome sudu, za to kasno. Пред 2 недели имавме одлично интервју со господинот Змајо Елинчич. Сега само 2 минути на тема дали Емануел Макрон може да биде лидер на новата Европа. Господин Елинчич, не ви чинеше Југославија, не ви чинеше Тито, сега Макрон ќе ви води Европската унија.
Istina, nekad smo imali čovjeka koji je volio žene, sad imamo jednog od vođa Europa koji voli muškarce. A sa sobom vodi neku starkelju koja je mogla bi biti njegova baka, a to je njegova žena. Tito je vodio lepotice ako nije bio uz Jovanku. Žalosno je što se dešava u Europi. Europa ide u totalnu dekadenciju i ja mislim da će propasti za nekoliko godina. Što vi gledate? Ako imate nekoja darba ili ako imate neki talent da gledate napred, što gledate? Ako vidite kaj političarite se samo kukli во раците на луѓето кои го контролираат финансискиот или банкарскиот свет, и ако Сити во Лондон е едно од двете или трите клучни финансиски институции во светот, кој даде зелено светло Велика Британија да излези надвор од Европската Moja унија? poruka svim ljudima, malim ljudima pod navodnicima, znači oni koji čine 99% društva, znači ne oni koji su na vrhu piramide moći, koji predstavljaju elitu, jest da shvate da njihovi prijatelji nisu svjetske sile. Znači Amerika, Engleska, Rusija, Kina i tako dalje, nego su njihovi prijatelji drugi mali ljudi. Znači meni kao Hrvatu nisu saveznik Rusi, odnosno Rusija kao država, nego je meni saveznik makedonski narod, obični ljudi. Narod koji živi u Srbiji, narod koji živi u BiH, a ne velike sile, jer velike sile... I nije site smo prijatelji. Mi moramo biti prijatelji. I to je dobro. I moramo se držati koliko je moguće zajedno. Меѓутоа, поентата е, една голема сила, која до пред 3 века е најголемата сила во светот, тоа е Велика Британија. Постои таа флоскула дека тоа била империја кај што сонцето никош не заоѓало. Дејќи на толку континенти, на толку пространства била незината моќ распространета, таа Велика Британија со лондонски Сити ја напушта Европската унија. Очекувате ли потреси? Ne. Finansijski, Ne, ma ništa, to je proroci sudnjeg dana koji straše Brexitom, kao ako Engleska izađe, doći do sudnjeg dana, neće doći. Nema da ima. Jedino je moguće da se uzdrma taj projekt briselski koji su ti tehnokrati, birokrati zamislili, gdje je cilj upravljati velikim područjem iz uskog centra moći. Međutim, Može li Evropska unija da go izdrži izlegovanjето na Britancima? Pa vidite da Europska unija će izdržati to, ali u kakvom sastavu, krnjem sastavu. Vi kad imate situaciju da izađe Velika Britanija iz Europske unije, šta da uđe Bugarska, Albanija, Kosovo, mislim Bosna i Hercegovina, Srbija. Moldova, mislim, to će i dalje biti ime Europske unije, ali će se zapravo, to ide u jednom drugom smjeru. Светот се менува, почитани гледачи. Ние не можеме да бидеме слепи на тоа што се случува околу нас и внатре во Република Македонија. Светот се менува, а ние се обидуваме да го замрзнеме времето. Ко Кирил Глигоров на времето, кога се распаѓаше СФР Југославија, а тој ја подготвуваше на платформа Глигоровци Избегоvić да ја спаси Југославија. Ние немаме таков луксус денес да бидеме слепи, да не ги следиме трендовите и да не гледаме што се случува околу нас и во светот. Например, господинот Макрон дојде на власт во Франција на пледојете или на бранот на одредена кампања и политика да не му се дозволи на Путин да може да ги лажира изборите во Франција, кој што го направил наводно во Америка со победата на Доналд Трамп. Целата структура на Сорос застана зад господинот Макрон. И што се случи на крајот? Пред 1 месец или пред 2 месеци господинот Макрон имаше средба со Путин, каде што како најголеми пријатели се договорија да градат заедничка Европа. Тоа ние треба да го гледаме, тоа ние треба да го следиме. Гледате која теза денес се развива, дека Зоран Заев ќе остане на чело на владата се додека Република Македонија не стане членка на НАТО. Односно дека големите сили ќе го држат Заев на власт се додека не станеме членка на НАТО. Тука се поставува прашањето, ако некој го држи Заев на власт додека не станеме членки на НАТО, тогаш кој се бори да го симни Заев од власт за да не станеме членки на НАТО? Знаете, треба така логички си ги поставувате прашањето. Ако така логички си ги поставувате прашањето, самите ќе дојдете до логички одговори. Кога ќе дојдете до логички одговори, тога самите ќе може да се дефинирате својата вистина. Ето се менува. Тоа се обидам да до една поента тука кажам на масава. Светот се менува и ние треба да бидеме слепи, да бидеме глупи и да не гледаме дека тој свет се менува. Може би не се менува со тоа темпо со кое ние сакаме, може би не се менува со тоа темпо со кои биле нашите очекувања, но светот помалку се менува. Прави одредени чекори кон некоја подобра прераспределба на моќта, на силите, на малите народи и така натаму, колку да е тешко сега тоа да се види. Имате ли чувство дека светот се менува?
Svijet se ubrzano mijenja. Svijet je nakon 1989. iz bipolarnog postao unipolaran, znači centar moći se potpuno preselio u Ameriku. Rusija do dolaska Putina na vlast je bila zapravo država u unutrašnjem kolapsu i rasulu. Međutim, nakon dolaska Putina je opet došlo do pojave bipolarnog svijeta, s tim da Rusija zagovara takozvani multipolarni svijet, što je velika razlika u odnosu na Ameriku. Međutim, ja osobno ne vidim Rusiju kao nekog našeg prijatelja ili saveznika. Znači, i Amerika. Znači, Amerika gleda svoj interes. Vidjeli ste na primjeru Kurda. Znači, vi vidite sve te Albance, oni se uzdaju u Ameriku ko spasitelja. Pa tako su se uzdali Kurdi u Ameriku ko spasitelja. Evo, danas jesu, sutra nisu, kaže Kurdi, bye bye. Znači da je da Amerika ne vidi više svoj interes sa Albancima, oni bi sutra njima rekli: Albanci, doviđenja, kova šiša, snalazite se sami. Čime hoću reći Albancima? Da se ne uzdaju u Ameriku. Jer će ih Amerika izdati prvom prilikom, kao i Kurde, kad procijene da to više nije u njihovom interesu. Amerika nije intervenirala na Kosovu zato jer Amerika voli Albance. To je bila geopolitička igra čiji je cilj bio širenje američkog utjecaja. Naravno, Albanci će sebe htjeti uvjeravati: ne, mi smo Trumpu važni, ili Americi, ili Hillary Clinton, ili kome već. Međutim, nažalost, kao što Albanci nisu važni Americi, tako ni ja nisam važan Rusima. Jednostavno, i Rusi i Amerikanci donosit će odluke ovisno o tome kako mu u jednom trenutku paše ili ne paše. I to vam je sva istina. Ne postoji čovjek na Balkanu koji podobro razbira naftani biznis od gospodina Davor Štern, беше долги години директор на Хрватска ИНА, или најмокната нафтена компанија во поранешна СФР Југославија, а во врвот на незината мок најголема нафтена компанија на Балканскиот полуостров. Ке имаме интервју со него, тој интервју ќе може да го погледнете или во декември или во јанари. Сега само мало парче на тема: зошто сите војни во светот се водат околу нафтата. Еден од представниците на кланот Кенеди пред една или пред 2 години имаше една геополитичка анализа кај што вели дека војната во Сирија всушност е војна која требаше да го спречи тој нафтовод или гасовод од Катар до Западна Европа. И дека тоа е суштината на таа војна. Вие сте биле во Сирија како представник на ИНА, имавте тамо нафтени полиња, огромна инвестиција. Кој е вашето размислување? Дали суштината на војната е нафтата, гасот, посебно природниот газ? Da, cijela priča Srednjeg istoka je čudna. Možete imati puno teorija. Da li je Sirija došla u tu situaciju? Cijelo pitanje čak arapskog proljeća bi se trebalo promatrati u tom kontekstu. Jer ono što se dogodilo u Libiji, ono što se događalo u Egiptu, ono što se događalo u Libanonu, ono što se događa u Siriji, to je sve u jednom kontekstu nekoga ili nečega što je htio napraviti jedan novi poredak na Bliskom istoku, dovesti demokratske režime u zemlje u kojima demokratski režimi vrlo teško mogu funkcionirati. Evo sad vidimo da nakon toliko godina rata i Irak ne funkcionira, i Libija ne funkcionira, Libanon ima opet probleme. I to se prelilo u Siriju. Очекувате Трамп да добие уште еден мандат? И дали сте помалку разочарани од начинот на владење на Трамп? Со големи очекувања пред 3 години, еден слободарски свет Ja sam дочека očekivao доаѓањето на Трамп на чело на Америка. Дали сте вие сега разочарани и дали очекувате нов негов 4-годишен мандат? Ja sam od Trumpa dobio točno ono što sam očekivao. On je već, kad je išao na vlast, on je odmah govorio da podržava cionistički entitet, da podržava okupaciju izraelsku, da ga nije briga za Palestince, i to se vidjelo poslije kad je podržao okupaciju Golanske visoravni koja je sastavni dio Sirije, ili recimo Jeruzalem kao glavni grad, iako je istočni dio Jeruzalema pripada Palestini. I njegov stav prema općenito svjetskim problemima je ostao u suštini isti. Znači, Amerika nije svoju ulogu u svijetu promijenila, sa malom iznimkom koja je vrlo, vrlo friška. To je sa Kurdima. Jednostavno je Trump odlučio Kurde ostaviti na cjedilu tamo da se snalaze sami sa sobom, i smatram da je to politički gledano jedino obećanje njegovo
koje izvrši. Jer on je govorio kad je išao na vlast da će prekinuti američke intervencije, da će vratiti američke vojnike kući i da Amerika više neće biti svjetski policajac. Odlaskom iz Sirije on je ispunio, ajmo reći, jednim malim dijelom svoje obećanja, ali naravno i dalje taj imperij ide za tim da vlada cijelim svijetom. Македонија мораше да го смени своето име и беше гарантиран добивен датум за преговори со Европската Унија и членство во НАТО. Кога снимам оваа емисија, се уште не е официализирано или не е исполни целиот тој процес за членство во НАТО, меѓутоа тамо веројатно ќе се завршат. Nemojte vjerovati nikome ko vam nešto obećava, jer svatko gleda svoj interes. Znači, Europsku uniju nije briga za Makedoniju, Ameriku nije briga za Albance, Rusiju nije briga ni za Srbiju, ni za Hrvatsku, ni za BiH, ni Makedoniju. Svako gleda svoj interes. To što su oni vama nešto nekad rekli, oni su vama samo rekli ono što odgovara njihovim interesima u tom trenutku. Во право сте. Русија е меѓу првите држави кои го прифати името Северна Македонија или Република Северна Македонија. Орбан, големиот пријател на Македонија, е меѓу првите 10-15 држави кои го прифати името Република Северна Македонија. Или еден, ајде да речеме, либерален свет во Република Македонија навиваше за Орбан, навиваше за Салвини, навиваше за Путин. Двајца од тие, тројца кои се официјална власт во Унгарија или не знам во Русија, се меѓу првите 20 на држави кои го прифати името Северна Македонија. Velim vam da se ne smijete uzdati u nikoga nego sami u sebe. To je moje osobno iskustvo i to je moj osobni savjet vama. Znači, ne očekujte, Makedonci, vi pomoć od nikoga. Uzmite se u sebe, dajte najbolje od sebe što možete za svoju zemlju, jer nikom nije više stalo do toga da riješi vaše probleme od vas samih. A ovi drugi svi imaju dovoljno svojih problema da bi rješavali vaše. Би сменили ли вие име за членство во НАТО или добивање датум за преговори со Европската Унија? Дали вие, како Иван Пернар, би прифатиле да биде сменето името на вашата држава? Ja osobno ne bi prihvatio članstvo u Europskoj uniji i NATO. Ja se protivim članstvu Hrvatske u Europskoj uniji i NATO. A tu tezu da bi trebao promijeniti ime da tamo uđem, to bi doživio kao provokaciju. Da je vlada u Makedoniji imalo autonomna, da ima imalo mogućnosti ispoljavanja svoje volje, onda bi ona mogla reći, gledajte, ako vi nama ne date datum, recimo, na primjer, za ulazak u Europsku uniju, mi ćemo vratiti nazad ime iz Sjeverna Makedonija u Makedoniju. Ali to vlada neće napraviti jer je marionetska, upravljana izvana. Znači, vidjeli ste sami da je referendum doživio fijasko, da je većina u parlamentu nepoštena, da je izabrana za jedno, predstavljala u konačnici drugo, da je došlo do tih prebacivanja s jedne na drugu stranu. Ako je to put za bolje sutra u Makedoniji, onda Makedonija nema šanse. Znači, vi Makedonci morate se s korumpiranom elitom svojom obračunati i trebate dobiti narodnu vlast. Narodna vlast je ona koja vrši volju makedonskog naroda. Vlast koja ne vrši volju makedonskog naroda, ona je strana sila. Kad kažem volju makedonsku, istodobno mislim i albansku. Znači, vi morate međusobno postići konsenzus, ali primarno vam govorim narodna vlast u smislu da predstavlja domicilno stanovništvo. Vlast trenutna ne predstavlja interese goleme većine ljudi, jer politika koju vlast provodi nije u interesu goleme većine. Сега на сите е јасно, почитувани гледачи, дека името е сменето со правење и со неправење. Со правење на СДСМ и со неправење на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН во наводници ослободи 8 пратеници кои гласа за промена на името. Ако беше потребно, ќе ослободи и 20 пратеници. Знаете, жалната вистина или горчливата вистина е дека ајварот Мамас или струјата од хидроцентралите е многу поважна за Заев и за Мицковски отколку промената на името. Тоа е тој горчлив вкус, тоа е тој горчлива вистина кој секој македонец треба 3 пати на ден да се повторува. Кога 3 пати на ден ќе се повторувате таа вистина, тоа ќе биде на чекор да донесете вистински избор, а вистинскиот избор да почнете слободно да размислувате. Името се смени со правење и со неправење. Со правење на владата и со неправење на опозицијата. Мислам дека опозицијата стави на располагање 8 пратеници, а ако беше потребно и 20 пратеници ке ставеше на располагање на власта само да се смени името. Значи, името на државата е сменето во една
koalicija ili kohabitacija Gledajte, država- na političkite eliti u Makedoniji posljednjite 30 godini. Država koja mijenja svoje ime. Pa zato jer to neko drugi traži. Pa to je lakrdija, čovječe. To je farsa. To je dno dna. Znači, mislim da ta vaša vlada da je neozbiljna, a neozbiljni su i oni koji su glasali za nju. Например, да речеме, вие дадовте дел од територијата, дел од Пиранскиот залив, иако водите спор пред меѓународните судови и меѓународната арбитража, меѓутоа сепак Хрватска даде дел од својата територија, колку и да е, 1 километар е многу, 1 милја е многу, вие дадовте дел од својата територија, дадовме име. Видите, две држави, име и територија се губат или се даваат само ако капитулирате во војна или во некоја битка. Ова е ко капитулација, јас то така го разбирам. Капитулација без во наводници испукан куршум. Испукан куршум го кажам kao метафора, a ne kao želba da se sluči vojna. Dobro ste spomenuli, ono što se dogodilo je kapitulacija zapravo jedne države i kapitulacija jednog naroda. Međutim, narod uvijek može odbiti poniženje i propast, ali bi morao glasati za politiku koja bi bila drugačija od ove koja se trenutno vodi. A nažalost, jako malo ljudi u Makedoniji ima svijest o monetarnoj politici, znači o ulozi centralne banke, o važnosti državne emisije novca koji ne predstavlja dug, odnosno kredit. I kaže u Bibliji, ja mislim da to kaže prorok Malahija, propada moj narod jer je bez znanja. Znači, bez znanja, bez svijesti ne možete ići naprijed. Glupim ljudima, neobrazovanim ljudima, oni će uvijek funkcionirati na plemenskom stupnju razvoja i njima će vladati strana sila. Samo onaj narod koji ima intelekt i obrazovanje, odnosno znanje, ključno obrazovanje koje sustav od vas skriva, se može kao grupa i kolektiv oduprijeti kolonizaciji. Nažalost, većina makedonskog naroda, kao i hrvatskog naroda, trenutno to nije u stanju. Mislite дека има систем, например, дека носат глупи, неспособни влади на власт, тие глупи, неспособни влади ја убиваат волјата на младите луѓе. Nije проблем. Се извинам само да го докажам. Ја убиваат волјата, ја убиваат визијата и днината на младите луѓе. Младите луѓе се иселуваат надвор од Македонија, се иселуваат надвор од Хрватска. Утре некој премиер, министер, председател на Стопанска комора ќе рече, видите, во Република Македонија има недостиг на работна сила. Треба да увезиме од некаде работна сила. Од каде ќе увезиме? Од Сирија или од Африка. И нашите млади луѓе во кои сме инвестирале пари, знаење, љубов, школство и све, ќе работат ко конобари, ко келнери во Словенија на некој брод, а нас ќе ни донесат бегалци и избеглици да работат во Република Македонија. Vasko moj, svaka vlast predstavlja svoj narod. Ako je vlast glupa, nesposobna i korumpirana, onda je nažalost i narod glup, nesposoban i korumpiran. Narod koji je pametan, sposoban i odupire se korupciji ne može imati vlast koja ima suprotne epitete. Što u prijevodu znači da Makedonci nikad neće uspjeti promijeniti svoju vlast bez da prvo promijene sebe. Znači, prvi korak za promjenu državnog uređenja, odnosno vlasti koja je takva kakva je promjena na razini svakog pojedinog državljanina vaše zemlje. Znači, svaki pojedini Makedonac i Albanac, Turčin, Rom, kako god već, mora promijeniti svoju svijest, način razmišljanja, steći neke nove informacije, da bi on mogao pod utjecajem toga se oduprijeti korupciji, nesposobnosti i upropaštavanju vlastite zemlje. Sve dok ljudi su obučeni i trenirani da gledaju isključivo svoju usku korist, država Makedonija će nastaviti propadati, a isto i u Hrvatskoj. Znači, nemojte misliti da u Hrvatskoj mi imamo neku drugu vlast osim one koja je nesposobna, korumpirana i glupa. Ali nažalost, svaka vlast je slika svojeg naroda. Kada se izgubi ta energija od referendumот на 30 септември? Помина само една година, еден месец, а таа енергија е изгубена, кој да се случила пред 50 години. Некој напиша дека во некоја нова Македонија, 30 септември, ќе се слави како национален празник. Јас се согласувам со тоа, почитувани гледачи. Меѓутоа таа енергија ја потрошивме, ја изгубивме, ја продадовме ко кило сирење. Зошто? Едно парче со господјата Маријана Петир, или најголемата македонка во Европарламентот во претходниот состав. Жената која како лавица се бореше за македонското име, за македонското презиме и све што е македонско. Многу
многу повеќе од сите македонски политичари заедно. Маријана Петир, големиот борец за Македонија и за името Република Македонија. Како сте? Dobro sam, hvala. Evo, drago mi je vidjeti vas ponovo. Dobrodošli u Hrvatsku. Да, снимавме пред една година и тогаш кажавте дека треба да се бори Македонија за своето име, за својот идентитет, за својот јазик. Тоа не се случи. Македонија се откажа без малку од све. На крајот го смени своето име. Вредеше ли според вас да се смени тоа име? Pa ja mislim da se nikad ne smiju raditi takvi ustupci. Čini mi se da smo o tom detaljno razgovarali prošli put kad smo se Да, рековте vidjeli. дека е грешка. Да. Меѓутоа таа грешка сега изгледа многу пограндиозна отколку што изгледаше тогаш. Pa meni je i tad to izgledalo kao velika greška i na to sam upozoravala. Upozoravala sam s jedne strane one koji donose o tom odluku u Makedoniji da trebaju razmisliti, da ne pristaju na to, da trebaju komunicirati takve odluke sa narodom. Na kraju im je narod i na referendumu jasno poručio, jer referendum nije uspio, dakle narod je rekao da nije za promjenu imena, ali isto tako sam upozoravala i one u EU koji su vršili svojevrsni pritisak na Makedoniju i nekako zauzeli stav da će se takvim jednim postupkom riješiti svi problemi, da to ne čine, jer smatram da se od nikog ne smije tražiti promjena imena. Ja osobno na to ne bih pristala da se to traži od moje države i iz tog razloga smatram da je neprimjereno to tražiti od bilo koga. И да не заборавам, интервјуто со госпоѓата Петир ќе го гледате во недела во 22 часот на мојот YouTube канал Васко Ефтов. Што очекувате да се случува со Македонија? Ние живееме во Македонија, ги гледаме работите однатре, ги гледаме со емоција, сме можеби неселективни и необјективни околу иднината на Република Македонија. Кој човек од надвор ја гледа Македонија, што очекувате да се случува во Македонија? Stanje u Makedoniji će nastaviti progresivno nazadovati. Znači, ovaj sustav ima takozvanu negativnu tendenciju. To znači da će s vremenom državni dug Makedonije biti sve veći. To znači da će stanovnika u Makedoniji biti sve manje, i Albanaca i Makedonaca, jer je sustav jednako usmjeren protiv ljudi bez obzira na njihovu narodnost, i doći će zapravo do postupnog gubitka državnosti vaše zemlje koja je već u velikoj mjeri i uzeta, i gubitka vašeg identiteta, i jednostavno će se taj vaš identitet pokušati zamijeniti sa nekim drugim uvjerenjima, stavovima, mišljenjima koja su zapravo strana i Makedoncima i Albancima. Znači, vi ćete vidjeti događaje koje promovira Europska unija i NATO pakt, koji su suprotni vrijednostima vašeg domicilnog stanovništva, ali u tom suvremenom obliku kolonizacije je to neizbježno. Што мислите, почитувани гледачи? Кога ќе се случи или за колку време ќе се случи Бранко Азевски, првиот човек на Стопанската комора, и Кочо Ангјушев да побараат средба со големите директори, на барање на големите директори, и да излезат пред македонската јавност и да ја соопштат дека во Република Македонија има дефицит на одредени работни места или на кадри кои треба да ги пополнат тие работни места, дека голем дел од нашите млади заминале на печалба во Западна Европа, во Канада или во Америка, и дека во Република Македонија постои дефицит на одредени структури на работна сила. Од каде ќе ги донесеме тие структури, се разбира, од Сирија или од тие 3 милиони бегалци кои Ердоган ги чува на територијата на денешна Република Турција? Јас мислам дека е многу блиску сме до тој момент кога Азевски, Кочо Ангјушев или некој нов Кочо Ангјушев ќе излези на одредена пресконференција и ќе ни го соопшти тој факт. Мислите дека некој ќе се буни? Не. Јас ви гарантирам дека Митко Јанчев во Кавадарци ќе биде прв градоначелник кој ќе го понуди Кавадарци или локалитетите, локацијата во Кавадарци, за да може таму да бидат стационирани тие бегалци. Дивната математика е многу јасна. Тие не се грижат за Република Македонија. Тој вели, јас продавам кожувчанка. Ако едно шише кожувчанка го продавам за 1 евро, ако има дневно 100.000 бегалци, тоа се 100.000 евра. По 30 дена во месецот, тоа се огромно количество на пари. Мислите дека тие се грижат за Република Македонија? Апсолутно не. Тие се грижат само за своите пари и за своите бизнеси. Затоа и ги носат на власт, за да може да ги контролират, бидејќи имаат најдена точка на топење. Тоа што вие треба да го направите, да се изборите политичките елити да ве слушаат вас, а не тие што ги носат на власт. Ајде уште една теза за размислување, почитувани гледачи. Јас ви гарантирам
ако се смени изборниот модел, односно Македонија биде една изборна единица, дека најисплатлива инвестиција на македонските олигарси или на македонските текуни ќе биде да инвестират во малите политички партии. Тоа е тој така наречен руски модел, кога големите текуни и големите олигарси дават 1 или 2 милиони евра во финансирање на малите политички партии. Ако некој даде 1 милион евра во мала политичка партија, тоа сигурно значи 3 до 5 пратеници. Со тие 3 до 5 пратеници нема да може да биде формирана идната македонска влада. Односно, идната македонска влада ќе мора да се пазари со тие 3 до 5 пратеници ако сака да има повеќе од 61 глас во македонскиот парламент. Што ќе прават тие тенкуни? Нормално ќе си ги наплатат парите. Нема само да си ги вратат парите, туку ќе заработат 10 или 20 пати повеќе. Ќе им биде дадено некое министерско место, некое мокно јавно предпријатие и ќе имат двоен бенефит или двојна печалба. Без нив нема да може да биде формирана македонската влада, а со добивање на мокни јавни предпријатија, на пример Рек Битола, ќе можат 10 или 20 пати назад да си ги вратат тие пари. И тоа ќе биде најисплатлива инвестиција во Република Македонија. Слушате ми го зборот. Нема да е далеко денот кој ќе станеме една изборна единица и големите олигарси и текуни ќе почнат да ги финансират малите политички партии. Тоа ќе биде најголем бизнис во Република Македонија. И јас да имам пари, би го направил истото. Мене ми се чини дека и попис не се прави во Република Македонија, бидејќи и македонските, албанските политички елити се плашат дека граѓаните и нивните гласачи ќе видат дека поради нивната неспособност изминатите 30 години масовно се иселува и македонци и албанци. Точно. To je problem koji je zadesio i nas. Znači, nije to samo makedonski problem, međutim, prebio se na vama, pa ga vi osobno doživljavate. Međutim, svaki narod koji je odlučio sebe samog likvidirati sa karte svijeta, sam si odgovoran. Povijest, odnosno svijet kao takav, ima bezbroj naroda i jezika koji su izumrli. Znači, karta svijeta se sa vremenom mijenja, karta svijeta nije fiksna. I vi ćete vidjeti da su 1000 jezika izumrle, 1000 naroda je nestalo, 1000 država se ugasilo. Što u prijevodu znači da vi ako se podhitno ne trznete iz hipnoze i ne promijenite svoj način razmišljanja, čeka vas nestanak. Znači na prostoru Makedonije živjet će neko drugi ko će taj prostor više cijeniti nego vi. Од пред половина година на чело на ММФ е бугарката Кристалина Ѓорѓиева. Каде оди светот, ќе се го поставите прашањето. Некаде пред 10 години правихме за фраканција на тема каде оди светот, бидејќи најголемиот репер е белец, а не е црнец, и дека не е далеко денот кога црнец ќе може да победи во скијање. Сега на чело на ММФ доаѓа бугарката Кристалина Ѓорѓиева. Доаѓа од Бугарија или држава која пред 25 години беше соочена со финансиски банкрот. На чело на бугарската влада тогаш доаѓа градоначалникот на Софија господин Софијански и го моли Бранко Царенковски за еден шлепер жито или еден вагон жито, за да можат бугарите да се прехранат и да ја поминат зимата. Значи, Кристалина Ѓорѓиева доаѓа од државата Бугарија која пред 25 години беше пред финансиски банкрот. Не можеше сама да ја раководи својата држава и беше наметнат валутен борд. Јас си го поставам прашањето, каде оди светот ако на чело на ММФ доаѓа бугарката Кристалина Ѓорѓиева? Ете, она ваша теза дека државите не се така битни, битен е интересот, битни се корпорациите, битни се парите, битни се тие големи сили и тајни друштва, може би да се објасни на примерот на новата председателка на Меѓународниот монетарен фонд. Доаѓа од Бугарија. Говориме за Бугарија која 95-та година банкротираше како држава. Па Република Македонија мораше да праќа жито во Бугарија за да можат бугарите да ја преживеат зимата. И сега жена која потекнува од Бугарија пред некој месец стана прв човек на Меѓународниот монетарен фонд. Svaka osoba koja dođe na čelnu ulogu neke monetarne institucije, ona nema autonomnu volju, ona je tamo postavljena da bi izvršavala volju onih koji su je postavili. Znači, jednostavno je iluzorno očekivati od nje da će zastupati interese svojeg vlastitog naroda, a kamoli općenito ljudi na zemlji. Mnogo се песимистичен. Последен пат кога разговаравме пред 4 или 5 години имаше многу повеќе оптимизам во вас. Повеќе волја да се борите против системот, да го менувате системот. Сега кога да ве скрши системот, толку ли е мокен системот, не само во Хрватска, воопшто говорам за системот на тие играчи, па човек ја губи и волјата можеби да се бори против тој систем. Imam puno volje da se borim, ali sad znam ko su mi prijatelji, saveznici. To si ti, na primjer. Да, јас сум и пријател. I ti, Vasko, kao pojedinac, smatraš
da se trebaš baviti novinarstvom, a ne politikom. Jer bi se ti si odlučio se za novinarstvo. Međutim, ti imaš veliku svijest, širinu razmišljanja. Ti ćeš čuti svakoga, ti ćeš pričati sa 50 raznih ljudi. Od svakog ćeš upiti ono najbolje i pred vlastitim sudom, vlastitim umom ćeš donositi zaključke tko govori istinu, ko laže, sklapajući širu sliku. Kad bi ljudi na vlasti u Makedoniji bili ljudi poput tebe, tada bi Makedonija išla naprijed. Ali s ovim ljudima koji trenutno imaju, Makedonija nema budućnosti. Ljudi koji izdaju svoju vlastitu državu, idu je mijenjati ime, zato jer to traži neko drugi. Pa to je jedno od dna. Слушате што ви кажа човекот, почитани гледачи. Може е време да дојде до промена на политичарите, до промена на политиката. И сегашните дрва од политичари, кои уништија, кои искрадија Република Македонија, да се пратат во политичка пензија. Не само да се пратат во политичка пензија, туку да им се забрани да се бават повеќе со политика. Може би сега е дојдено времето, дали ќе биде ова, наредната година, понаредната година. Меѓутоа, се чувствува дека сега е дојдено времето за нови луѓе во политиката, со нови стандарди, со нови вредности, луѓето кои повеќе ќе мислат на државата, а не колку повеќе ќе уграт од таа држава. Бидејќи оваа држава тие ја сваќаат ко коњ, кој го товарат, на крај конјот ќе умре, а те ќе може да најдат нов кон или да избегат надвор од Република Македонија. Мислам дека сега дојде време кога треба да дојде до промена на политичките елити. Колкото побрзо се случи, толку подобро за Република Македонија. Што ќе се случи во регионот? Видиме косовското прашање. Беше господинот Палмер, или представник на Стейт департментот, задолжен како специјален представник на Доналд Трамп да го решава косовското прашање, се смени пред 1 или 2 месеци. Сегашниот амбасадор на Америка во Германија е назначен како специјален представник на Трамп за решавање на тоа косовско прашање. И распадот на Југославија почна од косовското прашање, трае 30 години. Ми се чини дека сега не знаат што да прават со тоа Косово. Никој не сака да го врати во Србија, од друга страна сите има дилема дали таа територија или таа држава може да биде самоодржлива, да се самофинансира, да се самоорганизира, да се самовладее, што се вели. И ако сте песимист во однос на Македонија, може да претпоставам каков оптимист сте во наводници во однос на Косово и косовското прашање. Sudbina Kosova je u rukama ljudi koji žive na Kosovu. Nažalost, ljudi koji žive na Kosovu su birali pogrešnu politiku u prošlosti koja ih je u sadašnjosti dovela do vazalnog i kolonijalnog statusa spram Amerike. Znači, to je doslovce jedna lutkarska predstava, to je doslovce jedna marionetska vlada i jedna država kojom se zapravo upravlja izvana. Pa to ste mogli vidjeti po ovim nedavnim izborima, znači gdje kaže, ne znam, neka međunarodna institucija mora se suditi premijeru. Logika stvari bi bila da premijer kosovski kaže, gledajte, mi smo država, jer oni tvrde da su država. Mi imamo svoj narod, Kosovare, Albance, kako god već, koji čine većinu. Mi ispoljavamo svoju volju. Ja ne dam nikakvu ostavku, ja pozivam američku vojsku da napusti Kosovo. Međutim, umjesto da on napravi državnički potez, on pokazuje kapitulaciju. Znači, on odlazi na suđenje, raspušta svoju vladu, što vam dovodi do zaključka da kosovska vlada ne predstavlja zapravo one koji su ih izabrali na izborima, nego predstavlja volju stvarnih vladara svijeta. Odnosno, bolje rečeno, onih koji vladaju tim dijelom svijeta trenutno, a to su Washington i Brisel. Znači, šta god oni kažu, to će kosovska vlada raditi. Bilo to u interesu Albanaca ili ne. I što je paradoksalno, u njihovom vlastitom interesu. Znači, da sam ja premijer neke zemlje i da kažu iz Brisela ili Den Haga, mi tebi, Pernar, hoćemo suditi, ja bih rekao, sudite se vi sami sebi, ja vaš sud ne priznajem. Pa zašto bi išao tamo na suđenje se maltretirat, ako sam ja na izborima dobio vlast i moj narod me podržava? Ali nažalost, kao što ste vidjeli, sudbina Kosova je tužna, ali ima nade za i Albance na Kosovu ako otvore svoje oči i shvate da im prijatelji nisu velike sile, nego su im prijatelji njihovi bližnji, susjedi. Учествувате во председателска кампања, многу стрекја ви посакувам. Што очекувате? Kampanja se ova razlikuje od prethodnih kampanja. To ste najviše mogli vidjeti na primjeru Trumpa. Trump je prvi predsjednik američki
čiji izbor nisu odlučili mainstream mediji nego društvene mreže. Znači, velik utjecaj na kampanju će imati društvene mreže, a koji će biti njen ishod sam Bog zna. Puno sreće. Hvala od srca. Živi Sve Vasko. najbolje. Svako dobro. Ovo беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Идната емисија во недела 22 часот на мојот YouTube канал. Да не заборавите интервју со госпоѓата Маријана Петир. Се гледаме во недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.